malena во молитва покајничка. Прости ми, се откажав од гревот смртен. Татко мој небесен, и Слово Божјо ни испрати, Синот свој Исус да не спаси. Богороден во тебе сум, Татко мој небесен. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Татко мој, Само тебе ти се поклонувам, само тебе ти верувам. Моето срце тебе ти припаѓа, те љубам Христе Боже до века. Мој Исусе, мој Господе, ти ме научи да ги љубиме сите. Ти ме научи да ги љубиме сите. Ето тоа е христијанство. Тоа е да живееш во еден дух со Исус. Да се раздадеш себе си како Господова вечера, ти да бидеш лебот и виното. Исус замина и вика, ако не заминам јас, духот нема да дојде, доаѓа духот во тебе. И ти почнуваш да ја чекориш тесната патека на љубовта на Исуса Христа, некаде минус 8, 9, 10. Те сакам, Господе Исусе Христе, одиме од, значи, овој препев од Гидеони, динамичен превод, интересен превод, 14 глава Римјаните, се однесува и до нас, македонците, до сите луѓе. Прифатете ги обзир спрема другите, послабите, христијани. Пази, христијани. Христијани кои мислат дека се, кои тргнале, кои знаат, но се уште не се зрели да постапуваат. Прифатете ги оние христијани кои имаат послаба вера. Послаба вера. Пазете, без да ги осудувате, со тоа што по одредени прашања имаат поинакво мислење од вас, имаат свое мислење. Они се уште во својата волја. Јас мислам вака, јас мислам така. Да, имате право на свое мислење, на слободна волја, ќе видиме понатаму. На тоа подразбира, например, некој верува дека смее да јаде се. 14 глава во Римјаните. Што? Па се оди секаде. Оди малку таму, па малку ваму, па малку на она, па после го отишол таму негде, не знам, на некои сатански прослави, па после детето му паднало. Ти кажуваш, му кажуваш, после оди на некои алтернативни медицински состојби на лекари, а Исус го има најголемиот доктор. Значи, мисли дека смее да јаде се, друг пак, пази, има послаба вера, смета дека смее да јаде само растителна храна. Тоа е еднаш годишно оди пали свеќа, па може и некоја слава ќе земе. Денеска е празник, тука се занимава, толку растителна храна. Те сакам, Господи се, оној што јаде се. И ти јадеш се, човек, измешал се. Биоенергии, медитации, не знам што се не измешал. Па пробал еден друг пост ваму, па друга религија, па отишол ваму. Или мисли дека е христијанин, а се уште си тера по својата волја. Не треба да го осудуваш тој што јаде се, а и тој што јаде се да те осудува тебе. Суштината е дека не судиме ние. И ова го кажувам често. Архангел Михаел го победи сатаната, го фрли во името на Господ Исус Христос. На земјата сатаната е паднат. Има малку време. Се расправаат Архангел Михаел
и сатаната за телото на Мојсей. Пазете момент сега. Архангел Михаел го победил веќе, не му изрече хулна пресуда. Не му изрече хулна пресуда. Тој му рече Исус да те укори, Господ да те укори, Господ да ти суди. Тоа покажува кој е судијата. На највисоко ниво не се осудува Архангел Михаел, а ти осудуваш. Па седни размисли, не судете, за да не бидете судени. Ти себе си се судиш, бидејќи ти ќе бидеш суден. Оној што јаде, се не треба да ги презира, оној што не јаде, се. Бог ги прифаќа и едните и другите. Таткото наш сите ги прифаќа. Со кое право осудуваш ти тук, слуга? А друго место вели, кој си ти што осудуваш тук? Тој може да му служи на некој друг, на Зерзевул, на некој политичар, и тој нема му се поклонува. Ти ако му служиш на Исус, нема да осудуваш. Нема да осудуваш ако вистински му служиш на Исус. Единствено неговиот Господар има право да го прифати и отврли. Кој е твојот Господар? Ти си сам на себе, автокефален, или Исус ти е Господар? Ти си Христокефален и го прашуваш него за се. Те сакам, Господ Исусе Христе. Не грижете се, Господ ќе ги зачува од сериозни грешки сите. Тој е способен да ги одржи на здрави нозе. И ние ова ќе ти се случи тоа. Знам, често одам таму. Те вади од так степенот на неверата и нељубовта. Исто така некои христијани сметаат дека некој ден во неделата е поважен од другите. Денеска е тоа, денеска е голем празник, денеска во некој слават сабота. А другите ги сметаат сите денови еднакви, ако си безверник, но ако си во Исус, секој ден работиш за Исуса Христа, секој ден си ти во Исус. Секој нека си остане во своето уверување. Оние што на одреден ден му даваат поголемо значење од другите денови го неделата, го прават тоа од почит кон Господ. Значи Савле ги гонеше христијаните, падна од конјот, Савле, кој значи просветлен. Исус му се јавува, ослепува, паѓа од конјот. Савле, зошто ме гониш? Па тој не е виновен, тој беше поучуван во еврејска и античко-македонска филозофија. Видете, кога му се јавува Господ, јас сум Исус кого го прогонуваш, тој станува најревносен, најдоблесен. 13 глави од Новиот Завет, кој има 25, се од него. Поминати се низ неговото тело. Значи, суштината е, оние што на одреден ден му даваат поголемо значење, му го прават тоа за Господ. Оние што не јадат секаков вид храна, го прават тоа од почит спрема Господ. И по извесен период, кога ќе влезеш во Исус, кога ќе почнеш да растеш, ќе разбереш дека сите слова, сите песни се земени од небесниот татко и ти ги извртуваш и си ги се славиш сам себе или го славиш сатаната. Сам себе и сатаната. И за тоа има наплата. Бидејќи пред да почнат да јадат, му се заблагодаруваат на Бог. Кој е виновен за состојбата во православните, католичките, протестантските заедници? Не! И ги крши дрвата. Нема да ги кршиш дрвата. Куцоња. Кој е виновен? Па тој што ги поучува. Не барајте мнозина да бидете учители. Не барајте мнозина да бидете учители. Земал словото ќе поучува. Поголемо осудување ќе добиете. Размисли дека ова слово му припаѓа на Бог. Само во духото живува. Но и оние што прават разлика меѓу храна, што смее да се јаде и не смее, би требал да правиш разлика. Кога си во Исус, го прават тоа од почит спрема Господ и на тој начин му искажуваат благодарност. Па ако се најадеш и телесна храна, се напикаш во стомакот, ќе повратиш, ќе те боли. Ќе те боли. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Никој од нас, христијаните, не живее за себе и не умира за себе. Ние себе си се доживуваме и овој свет. Не умирам и не живеам за себе, додека сме живи, живи сме во Господ, живееме за Господ. Кога умираме за Господ, да му се придружиме во духот на Господ. Да му се придружиме. Телото оди во земја, душата со духот се враќа во царството на духовите. Живи или мртви, без дух си мртов ако немаш доволно љубов. Ние му припаѓаме на Господ. Ние му припаѓаме на Господ. Кучево ми ги јаде рибизливе. Куцоња, бега од тука.
Во името на Исус тргни се, немој да јадеш. Се овој со кучиња се расправа. Сушто стокму заради ова Христос умре и воскресна, за да им биде Господ, Господар на живите и на мртвите, собственик. Дадени му се клучевите од адот. Ти имаш собственост, слободно време, себе собствен, паднат, сатански, телесен, или да се дадеш во собственост, да се вратиш во собственост на Исуса Христа. Тогаш зошто ги критикувате другите христијани? Зошто ги презирате? Не заборавајте дека секој од нас ќе застане пред Божиот судски престол. Кој нема милост и во судот ќе нема милост за него. Во Светото писмо Господ вели: во себе се колнам, бидејќи сум вечно жив. Секое колено пред мене ќе клекне. Секој јазик на Бог ќе му се исповеда. И јас се чудам како православните грци, бугари денеска тврдат дека нема македонци, нема македонски јазик овде запишано. Тоа покажува колку имаат љубов во срцето, колку е Исус во нивното срце. Значи секој од нас лично за себе ќе полага сметка пред Бог. Фатени во сатански круг негираат еден народ кој екзистира овде, македонец, човек кој го повикува Бог. Затоа да престанеме да се осудуваме едни со други. Да се трудиме да не им поставуваме сопки и стапици на другите христијани. Знаејќи го учењето на Господ Исус, јас сум убеден дека нема забранета храна. Имаш ти слободна волја од верски причини. Можеш да правиш се. Меѓутоа се е дозволено, но не е се полезно. На крајот ќе треба да се наплати. Ако некој смета дека не треба да јаде извесен вид храна, тој од неа се гнаси. Зборува за духовна и за телесна. А некои христијани, ако храната што ти ја јадеш ги повредуваш чувствата на некои христијани, ти не постапуваш со љубов. Христос умре за нив, затоа апостол Павле вели: со овие бев како ваков, со тие бев таков, со тие се прилагодуваш. Да можеш да им покажеш дека Исус живее во твоето срце. Немој заради храна. Ти не постапуваш со љубов. Христос умре за секого од нас. Немој поради храна да уништиш некоја душа за Христос. Те сакам, Господ Исусе Христе, за која Христос умре, плати. Не дозволувај предноста што ја имаш, ако ја имаш, да предизвика напаѓање на христијанството. Што се фалиш како да не си примил? Ние зборуваме за водство во постапките. Полека да те научи да имаш милост сакам, а не жртви. Кој нема милост, кој има голема љубов, големи му се простуваат големи греови. Кој малку љубов има, малку му се простува. И кој нема милост, и судот ќе нема милост за него. Одиме друго за следното прашање, 1 Коринтјаните 11-17 стих, за кој ќе ви дадам упатства, не можам да ве пофалам, зашто се чини дека вашите собирања во заедниците во црквите предизвикуваат повеќе штета од што полза. Значи во заедници, во цркви се собираат, се предизвикува штета, замислете. Пазете сега, пред се слушам, а делумно и верувам во тоа, дека кога се собирате на богослужби, меѓу вас има подвоеност. Јас си мислам вака, јас мислам така, не прифаќаш се, не применуваш, слушаш, пазете како слушате. Дали си послушен на Исус? Неизбежно е меѓу вас да се појават групи што ќе се отцепат од вас. Или тој ќе спремине во Исус, ќе исчекори, или ќе се врати во светот. Но така ќе се види кој се држи до вистината, односно до Исус. По извесен период ќе сретнеш некој излегол и кога ќе видиш во каква состојба, земи огледало, погледни се, само суди се ти. Па донеси заклучок кој се држи до вистината. Слушам дека кога се собирате на Господовата спомен вечера, тие мислат за телесна храна, лепи вино. Секој гледа брзо да си го изеде тоа што го донесол, да си го реши својот проблем, својата болест, својот проблем. Па еден останува гладен, а друг се опива во духот. Си немате ли вие куки? Нели сте вие храм на Светиот Дух, па таму да јадете и да пиете секој ден? Или сакате да ги презирате сиромашните во Божјата црква, бедните по дух, сиромашните во материјално? Што да ви кажам?
Зар да ве фалам, не можам да ве пофалам. Имаме ние примери во заедницата. И вам ќе ви го пренесам она што Господ мене ми го предаде, апостол Павле. Тоа што имам, тоа ти го давам. Петар на болниот, биди исцелен. Што му предава? Дух, апостол Павле. Вам ќе ви го пренесам она што Господ мене ми го предаде. Тој им пренесува дух и им кажува метафора, парабола и слика. Ноќта кога беше предаден, Господ Исус зеде леп. Апостол Павле не беше овде. Не беше тогаш со тие 12. Тој беше Савле и ги гонеше христијаните. Што примил тој од Исус? Не примил ни леб, ни вино. Тој примил дух. Се заблагодари Исус, го зеде лебот, го раскрши, им покажа слика како треба ти да се раскршиш. Да одиш по браќата, да ја дадеш душата своја за браќата. Да ја дадеш душата своја за браќата. Ова е моето тело што се крши за вас. Правете го ова како спомен за мене. Така треба да постапуваш и ти како што постапи Исус. Не да јадеш лепи вино, не е тоа мени, ресторан. Ресторан Исус Христос. Исто така по вечерата зеде чаша со вино и рече: оваа чаша е новиот завет меѓу Бог и вас, запечатен со мојата крв. За да се плати гревот треба крв. Затоа тие правеа крвни жртви. Отплата на гревот е смрт. Колеа птици животни, грлици, гулаби. И се мачкаа со крвта. Друг некој да плати, не сега ти ќе платиш, односно Исус плати. Подсетувајте се на ова секогаш кога ќе пиете. Што да пиете? Жива вода дарум, јас имам храна, вели Исус, што вие не ја знаете. Мојата храна, неговата храна е да исполнуваш волјата на оној што го прати. Значи да љубиш, да останеш во законот на љубовта. Секој пат кога за оваа цел јадете од левот, јас сум левот на животот. Јас сум живиот леб, вели Исус. Човек не се храни само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога, и пиете од чашата на благословот. Жива река од утробата, жива вода, ја прикажувате смртта на Господ, се додека тој повторно не дојде. Како ти живееш, синко? Ќе видиме понатаму. Секој што недостојно јаде од лебот и пие од чашата Господа. Одиш во некоја заедница, таму се маткате со телесни обреди. Вапцаш, рибаш, скокаш, цитираш, пееш, се причестуваш, јадеш лепи вино. Секој што недостојно јаде виновене за непочитување на телото на Исус кој се раздаде. Тебе не ти интересира. И крвта на Исус. Секој први нека се преиспита, самиот преиспитај се. Имаш ли доволно љубов за сите? Дали им прости на сите? Дали веднаш простуваш, се покајуваш ако си се разгневил? Дали се покајуваш за гревовите на твоите предци? Дали си свесен дека самиот не можеш ништо да направиш, дека не си достоен? Дека си кал земна? Значи, Господова спомен вечера и тие јадат лепи вино. Мисла дека тоа е. Влегуваат во реката по стопати. Се крстел еднаш, па не е доволно, пак е друг сега се крсти. Крстење значи да се оставиш ти стариот таму, да се фрлиш како партал. И духовно да се родиш. Духот да го води телото, не телото духот. Зашто оној што зема учество во спомен вечерата Господова, а нема правилна вера. Која е таа правилна вера? Моја вера. Вера Исусова. Вера колку си напова зрно. Доверба во Исус. Се е можно за оној кој верува. И нема разбирање и почит спрема телото Исусово. Тоа значи дали ги љубиш сите пославите, ги чекаш. Си навлекува осуда врз себе. 30 стих 11 глава 1 Коринтијаните. Затоа меѓу вас има многу слаби и болни, а некои умираат, а некои овде вели дури и починаа. Значи, големци, великодостојници, како да ги наречам, писмознанци умираат, водачи на заедници, нивни сопруги, деца, роднини, цел список имаме. Зошто умре беше темел на црквата? Зошто овој вака? Зошто е болен? Зошто? Па затоа што недостојно јадеш. Што значи тоа? Па велиш дека си во Исус, а не му дозволуваш на Исус да љуби во тебе, низ тебе, од тебе,
кон тебе, за тебе сите. Затоа меѓу вас има многу слаби и болни, а некои дури починаа. Многу слаби и болни, зборува за христијани. Многу слаби и болни и мало стадо. Не плаши се, мало стадо, на кој видиш во Исус, ако љубиш ко Исуса. Не плаши се, многу болни, слаби умираат и мало стадо. Ете, кога самите себе си би се преиспитувале, многу слаби и болни и мало стадо, кое љуби со Исус, повели и љуби. Кога самите себе би се преиспитувале, не би биле казнувани. Грешив таму, се изнервирав, викав, себе го сменив односот, дај ми сила да го љубам тој човек. А кога Господ не кара и казнува, тоа е за да не поправи. Одма ми се јави, се изнервирав, како да ме фатил шепанат звер. Овде имав цела една црвена дамка, траеше месец, дорека не додав до моментот да се разгневив. Ми дојде да викам, да цујам, да колнам, да мавам. Сатаната ќе те донесе до таа состојба. Ти рече, Исусе, на помош. Ало, Исусе, брза помош. Духот свети. Те сакам, Исусе, љубовта, која никогаш не престанува. Жива вода од утробата. Бегај од мене, Сатано, и не враќај се повеќе во името на Господ Исус Христос. Марш од секого кој ќе рече, Исусе, тебе ти припаѓаме, вети го срцево. Амин. Кога Господ не кара и казнува, тоа е за да не поправи, па да не бидеме заедно осудени со неверниците. Па да не бидеме осудени. Затоа, драги мои, мало стадо и многу болни немакни умираат. Зборува за христијани. Кога се собирате да јадете Господова спомен вечера, тоа значи ти кога постапуваш како Исус и се раздаваш самиот, причекувајте се, 34 стих. Причекувајте се, има сега некој таму несовршен, кука прави, ова другата несовршена, ова третата, не ти се допаѓа, не ги причекуваш, јадеш на брзинка и си одиш. Причекувајте се, немаш милост доволно. Дека и тебе те чекал семокниот Бог, еве мене ме чекаше. На 50 и нешто години имав овде млечен зап, останува дупката, нема да ги стружам забите. Млечниот зап ми падна на 55 години, 56, 57 можеби. Толку ме чекаше. Вистински да му го предадам срцето. Те сакам, Господе Исусе Христе. Те љубам, Исусе, не плаши се, мало стадо. Многу болни умираат и мало стадо. Причекувајте се. Причекувајте се. Ако е некој гладен, нека јаде дома. Ти си храм на Светиот Дух. Јади секој ден, пеј, слави, разви, постапувај, љуби, расти во љубовта. Така вашите собирања нема да ви носат осуда. Така вашите собирања нема да ви носат осуда. Пеете песмички, си правите таму некои адети, обреди на дворешни кои немаат врска. Така вашите собирања нема да ви носат осуда. А за другите работи ќе ви дадам упатства кога ќе дојдам. Значи, телесното обрезување не е важно, телесните обреди. Да јадеш лепи вино или да се причестуваш. Се причестуваш кога ја даваш душата своја за браќата и кога ги љубиш сите и кога му даваш вечера на непријателот и кога победуваш со љубовта Исусова која никогаш не престанува. И сега се враќаме повторно на римјаните, односно на македонците. Зашто жителството Божјо, тој поистик го има преведено во другите Библии, Царството Божјо не е во јадење и во пиење, туку во мир, правда и радост во Светиот Дух. И ти сега не го разбираш, тоа треба некој да го преведе. Овде е добро преведено. Жителството во Божјото царство. Ако сакаш да бидеш жител, не е условено од она што човек, мирни во името на Исус, од она што човек го јаде и пие, од телесно нешто. Пизете сега, туку дали живее праведен живот. Мир во името на Исус. Ќути. Дали живее праведен живот во Исус, Исусов живот дали живее, не е во јадење, телесно во пиење. И дали го има мирот и радоста што ги дава. Замолкни во името на Исус. Замолкни. Јунак. Дали живее праведен живот
Дали ги има мирот и радоста што ги дава Светиот Дух? Дали во Духот живееш? Дали си во Духот? Дали Исус живее во тебе? Дали Он ги врши делата? Дали зборува? Тоа е Господова вечер. О, Исусе, ако му служите на Христос со таков дух, а ти му служиш со својот дух, со своје мислење, ти имаш своји идеи, осудуваш, правиш, критикуваш, живееш по старо. Ако му служите на Христос со тој дух, не со духот на овој свет, ние не го примивме духот на овој свет, духот на овој свет. Има преку 50-60 песни слезени. Ту го примивме духот на Отецот, за да знаеме колку не љуби. Значи, кога му служиш со тој дух, ќе бидеш во неговата волја, Божија волја. Луѓето ќе те почитуваат зашто ќе имаш љубов и мир. Затоа да се стремиме кон она што внесува мир меѓу христијаните. Мир меѓу христијаните и взаемно не наградува, не изградува. Духовен храм, живи камења во црквата. Немојте заради храна да го рушите Божјото дело. Се смее да се јаде, но потоа има отплата, но ако со тоа предизвикувате некој да се соблазне, не е добро. Најдобро да не правите тоа и тоа. Но ако некој се колеба, дали треба да јаде, се што справите спротивно, тоа што го правите со сопствена волја, со сопствена вера, има отплата. Затоа е добро да влезеш со Исус во единство, да се причекувате едни со други. Правилна вера во Исус, да бараш водство за се, во мир и во дух да тераш се. Те сакам, Господи Исусе Христе, и уште повеќе ќе те љубам. Те молам за исцелување за сите оние кои ќе седнат сега, клекнете на колена. Исусе, дојди во моето срце. Исусе, ти предавам се што имам. Се покајувам, прости ми, се покајувам. Не осудувам никого, не осудувам. Се покајувам за гревовите на моите предци. Покажи ми што треба да покајам. Ја прифаќам Твојата волја во мојот живот. Избирам да ги љубам сите. Дај ми сила да го љубам овој човек. И го барам Царството Божјо. Сакам да се вратам кај Таткото Небесен, кој создал се, кој е љубов, која никогаш не престанува. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе, Татко мој. Те сакаме, Господи Исусе Христе небесен, се враќам пак кај Тебе. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус. Амин до Божјото Царство Небесно. Амин. На колена во молитва покајничка, прости ми, се откажав од гревот смртен. Татко мој небесен, и Слово Божјо ни испрати, Синот свој.